Значи, Чаулев разговара 23-та со тој оперативец, произлегува документ. Она што мене ми беше многу интересно и сакам да остане како трага во оваа емисија, е следново. Он зборува и за Протогеров и за Александров. Затоа ми е битно мислењето на Жежов, бидејќи он е експерт за Александров. И Чаулев ги дава следниве карактеристики за неговите другари од комитетот. Но потенцирам од Централниот комитет, затоа што се они тројца. Не е комитетот 20, 30, 50, 100 луѓе. Туку е раководното тело, односно раководниот орган на ВМРО. Односно, ВМРО у тоа време нема председател, они тројца управуваат и мора да се усогласат за да се донесе одлука. Што е далеку подемократски 100 години од сега назад во однос на денеска, но тоа не е тема. И он сега ги карактеризира, да не речам кодоши, пошто контроверзен е Чауле, ама еве, мислам дека е мал мој допринос во таписеријата или мозаикот на македонската револуционерна борба овој документ. Нека е илјадити дел од процент, милионити дел од мозаикот, еве го, со задоволство го давам на увид на јавноста, на овие двајца професори, ако не го искористиле, порираат во нивните понатамошни истражувања, а вие да се чувствувате дека се дознале нешто ново за нашата организација, која што е дел, од нашите внатрешни доживелици, чувства, гени, а само проформа и од името на партијата на Мицковски. Чаулев ми даде карактеристики на неговите другари од комитетот, генерал Протогеров и Тодор Александров. Протогеров, како што знаете, е добар револуционер, храбар, несебичен, ама генерал е, сака почести, одликувања. Александров е друг тип. Тој е најголемиот конспиратор меѓу нас. Кај нас македонците има големи заговорници, но никогаш не сум видел некој како Александров, како конспиратор и организатор. Тој е гений. Ако беше роден во Русија, ќе беше светски позната личност. Кого гледате денеска како Протогеров, а кого како Александров? Сакате се удирате у груди дека влечеме историјат и поврзаност со овие големини, со овие ликови?